Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Секои избори сведоци сме каде што вешто политички се манипулира со прашањето и проблемите на учениците во гимназијата Сами Фрашери и паралелките на албански наставен јазик во техничкото училиште во нашиот град. Врвот на хипокризијата се постигна пред 2 дена, кога се одржа пресконференција на мојот против кандидат, заедно со неговите коалициони партнери кои што се повеќе од 20 години власт во нашата држава и во тој период раководат активно со ресорното Министерство за образование и наука. Сакам првично да ја извездам и кумановската, но и македонската јавност. Еве ги сите документи кои што во континуитет општина Куманово ги испраќа до ресорното министерство, со кои што бара да се стават и предвидат капитални инвестиции за изградба на нов средношколски училишен центар во Куманово, како трајно би се решиле проблемите на овие наши ученици во нашиот град. Целиот овој период ресорното министерство, раководено од представници на ДУИ, остана немо кон сите наши повици. Сега излегува со лажни обвинувања кон мене, како актуелен градоначалник, сакајчи да ги испере своите грешки, но јавноста треба да знае дека на последната седница, кога се креираше буџетот за тековна 2021 година, Советот на општина Куманово на мој предлог донесе одлука да се финансира идеен и градежен проект за изградба на ново средно училиште Сами Фрашери и паралелките за техничкото училиште на албански наставен јазик. Во текот на оваа година, од страна на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање на град Куманово е изготвен овој идеен проект, кој што е во целост тука и го покажувам пред вас, а дополнително беше направен и изработен детален урбанистички план за една од можните локации, а тоа е локацијата во поранешна касарна Христијан Тодоровски Карпош, која е одредена како локација, како одлука на поранешното мнозинство во Советот. Сакам јавно пред сите вас да кажам дека по добивање на изборите во недела, заедно со новото мнозинство во Советот, кое што ќе го сочинуваат членовите на советничката група за наше Куманово, членовите на Алтернатива и Алијанса, ќе седнеме во соработка со представниците на родителите во училиштето и управните органи на училиштето, ќе продискутираме и ќе одлучиме каде ќе биде новата локација на училиштето, а дополнително ќе го доработиме овој проект целосно во градежен проект. Во буџетот за 2022 и 2023 година ќе предвидиме почетни средства за инвестиција и со сопствени средства општина Куманово ќе влезе во оваа инвестиција трајно да го реши овој проблем. Доколку ресорното министерство продолжи да не игнорира и да не дозволува да се дадат наменски средства во форма на капитални инвестиции, ние ќе побараме помоши од граѓаните и ако е потребно оваа училиште ќе го изградиме и со месен само допринос на сите граѓани, без разлика дали припаѓаат на етнички македонци, албанци, турци, роми, власи. Кумановци ќе работат сложно и единствено по концептот за наше Куманово, за да остваруваме поубави работни услови на сите наши ученици во нашиот град, следејќи го примерот со реконструкција на најголем дел од досегашните основни и средни училишта во нашиот град. Доколку сакате да уништите еден народ, тогаш треба да му го уништите образованието. Ги повикувам нашите политички опоненти
да не се служат со собирање на ситни и ефтини политички поени, да бидат искрени кон нашите граѓани и да ја кажат вистината, да дадат реално објаснување. Зошто сите досегашни министри за образование и наука, исклучувајќи ја господјата Рената Треневска-Десковска, која што единствено имаше сенс да предвиди средства за градба на овој школски концепт, останаа неми на барањата на општина Куманово.